Почитувани представници на пишаните и електронските медиуми. Гром секогаш зборува аргументирано со факти и докази. Тема на денешната пресконференција е фамозниот избирачки список што деновиве го лиферуваше Државната изборна комисија. Според изборниот законник донесен 10 ноември 2015 година, согласно член 41, единствено надлежен за избирачкиот список е Државна изборна комисија. Според член 31, точка 28д, од истиот законник ДИК е должна еднаш месечно да го ажурира избирачкиот список. Гром ја прашува Државна изборна комисија зошто во јавноста пушти избирачки список од 1 декември 2015 година? Каде е ажурираниот избирачки список од 1 јануари, 1 февруари, 1 март? Зошто ДИК ја манипулира јавноста? Пред секои избори политичките партии плаќаат на Државна изборна комисија по 150.000 денари и го добиваат комплетен избирачки список со цел да направат сопствена теренска проверка на своето членство, симпатизери, како и да на останатото гласачко тело. И доколку има било какви забелешки и нелогичности, истите во законски утврден рок ги доставуваат до Државна изборна комисија. Таквите забелешки Државна изборна комисија ги проверува и потоа пречистениот избирачки список е списокот со кој се оди на избори и врз основа на него граѓаните гласаат. Гром прашува како е можно СДСМ во 2008 година, 2009, 2011, 2013, 2014 година, односно 5 изборни циклуси, да не ги воочи овие аномалии и лагодно да се оди на избори. Како може таков избирачки список да ги одобруваат председателите на Државна изборна комисија, предложени од редовите на Социјалдемократски сојуз во последните години? Александар Новаковски, Борис Кондарко, Никола Рилковски. Се поставува уште едно логично прашање. Како по 10 годишно слепило наеднаш прогледаа и кој им ги отвори очите? Гром е убеден дека не станува за збор за историско прогледување и освестување, туку за перфидна манипулација на граѓаните на Република Македонија, направена во кујните на МВР и Државна изборна комисија и двете институции предводени од представници на СДСМ. На крајот, Гром уште еднаш ве повикува: исполнете ја својата законска обврска и објавете го ажурираниот избирачки список од 1 март, што е ваша законска обврска, за да јавноста сама ги воочи вашите манипулации. Впрочем, еве уште еден предмет со кој треба да се заинтересира државното јавно обвинителство. Ви благодариме за вашето присуство. Доколку имате одредени прашања, повелете, подготвени сме да одговориме.